Спомнавме затворите во Струмица и во Гевгелија. Кога последен пат сте имале контакт со овие институции и каква е состојбата во нив? Дали има и кои беа најчестите пак повреди на правата на луѓето кои што издржуваат затворска казна? Прво мора да нагласам дека имам одлична соработка со директорите на затвор Струмица и затвор Гевгелија. Лично сум бил пред неколку месеци во посета и во затворот Гевгелија и Струмица. Јас имам прошетано и низ просториите во затворот. Разговарам со секој затвореник кој има потреба од помош или поплака, преставка. Ние имаме и специјални сандачиња за преставки во секој затвор. Тие се заклучени, само ние имаме клjuč од тие сандачиња и редовно ги проверуваме. Така да голем број затвореници пишуваат преставки писмено преку овие сандачиња. Сега се јавуваат почесто по телефон. Условите во затворите се подобруваат. Особено се намали бројот на лица кои издржуваат казна затвор, бидејќи капацитетите пред 2-3 години беа преполни, да не речем 30% повеќе од оптималниот број на затворите. Сега се во оптимален број, така да полесно и раководителите се справуваат со проблемите и организацијата на тие затвори. Има ли од поплаките што ги добивате од затворениците, на што најчесто се жалеа, освен на пренатрупаноста за која што зборуваме дека сега е намалена? Па некој пат се жалат на односот на персоналот, стражарските и чуварските служби. Меѓутоа, во последно време тие преставки се намалија, бидејќи ги решивме доста проблеми. За жал, едно лице од затворот му беше даден и отказ поради незаконско постапување со затворениците. Тоа во близок период или од поодамна е таков случај? Па не е баш од поодамна, од близок период. Па тоа е еден пример и укажување на другите дека сите вработени таму треба да постапуваат согласно кукниот ред, прописите и законите за во казнено-поправните договори кај се издржуваат казни.